За вчера беа свикани вкупно 5 продолженија на 5 пленарни седници, а се отворија само 2 седници и ниту една од двете отворени точки не се затвори. Инаку во петокот 27. мај точно во 17 часот и 18 минути на СМС ни стигна следнава порака од Собрание, цитирам: 54-та седница на Собранието ќе продолжи на 30 мај во 12 часот. По неа ќе продолжат 64-та, 69-та, 39-та и 71-та. Со нив ќе председава подпредседателот Горан Мисовски. И ова е прв пат по СМС порака да бидеме известени за тоа кој ќе заседава закажаните пленарни седници, што се надевам и очекувам да стане нова собраниска пракса, затоа што деловникот одамна овде ниту се применува, ниту се почитува. За денес немавме добиено по СМС кој ќе заседава со седниците, но истите се закажани на растојание од по 10 минути, што би значило дека нема да има време ниту за еден говор по било која точка, затоа што еден говор трае 10 минути, а само исчитувањето на сценарието за отпочнување на седница повеќе од 3 минути, како што гледате започнавме дури во 11:15. Каква селекција врши председателот за отворање на точки, а неговиот заменик му ја спроведува, крајно неделовнички и доста дискутабилно. Затоа можам слободно и денес да искоментирам дека продолжува со работа лотаријата во Собраниево на Република Македонија. Па дури едно коло на извлекување во вистинската лотарија на Македонија трае повеќе од 10 минути, односно повеќе отколку што талја има испланирано ова активно мнозинство во парламентов да се посвети на вистинска дебата и соочување со аргументи со опозицијата. Овде има се, само не отворена и овозможена дебата, а најмалку оставен простор за вистинска подготовка. Но колку и да се трудите да ни ги истенчите нервите, можам да ве разочарам и да ви кажам дека дури ни најмал скок од досега немаме почувствувано од вашава игра на нерви. Што се однесува до оваа отворена точка, која се однесува на предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка се разбира, поднесен од група пратеници од владеачкото мнозинство, можам да кажам дека и покрај сите дезинформации, пратеничката група на ВМРО, ДПМН и Коалицијата Обнова на Македонија дава целосна поддршка на истата. Сепак имаме одредени забелешки кои секако треба и ги истакнуваме со нашиве дискусии. Имено, со овој предлог на закон, покрај предходно предвидените услови со кои земјоделските стопанства не треба да имаат парични обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за користење на поддршка по програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, воспоставен е услов земјоделските стопанства да немаат обврски ниту на неплатени даноци и придонеси, за кои е надлежна Управата за јавни приходи, со што и се предизвикаа проблеми при имплементацијата на минатогодишните програми. Овие проблеми не се отстранија ниту во 17-та, ниту во 18-та, ниту во 19-та, ниту во 2020-та, па ниту и во 2021-та, за да следствено на ова со истиот проблем се соочуваат нашите земјоделци и во тековнава 2022 година. Владата на СДСМ и ДУИ имаше можност за корекција, но тоа не го стори и како и за секој нејзин неуспех, прстот го впери во опозицијата. Смешно и кукачки би рекла јас, а земјоделците, тие останаа несигурни и оваа година во законски стекнатото право да си ги добијат предвидените субвенции, односно земјоделската финансиска поддршка. Ова е таа потреба на оваа некадарна власт да ги држи во зависност клиентите, но во случајов не се работи било какви клиенти, туку се работи за луѓе кои со огромни капки пот си го заработуваат својот леп, кој оваа здисана и самобендисана власт сака да им го извади низнос. И ако веќе има такви земјоделци со неподмирени обврски кон Министерството и УЈП, јас би прашала што направи оваа власт со таквите земјоделци кои има уредно доставена документација за подмирените вакви обврски. Зошто на овие земјоделци се уште не им се исплатени субвенциите? Исто така, вреди пред македонската јавност да се постави и прашањето за тоа колку е долг периодот за издавање на ваквата потребна документација од страна на УЈП и дали станува збор за период подолг од 24 часа. Ако е така, зошто е така? И ако е така, дали власта знае што значи за еден земјоделец да губи драгоцено време по шалтерите низ државава во период кога треба да е на својата нива? И ова не го прашувам
Јас затоа што сум пратеничка на опозицијата, туку ова е прашање на земјоделците кои заслужиле еден сериозен и точен одговор, исто како што и заслужиле исплата на субвенции за нивниот чесен и макотрбен труд по македонската земја. Јас сепак најмногу се сомневам во тоа дека зад ваквото доцнење со носењето на овој битен закон за земјоделството сепак стои лошиот буџет кој нема капацитет за вршење тековна исплата на законски предвидените субвенции. Како така, власта си стигна блиску до ребалансот и останува да се провери дали со него ќе бидат предвидени овие средства за земјоделците, а конечно и дали ќе бидат исплатени. На овој сомнеж ме води и фактот што пред 3-4 недели на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство немало присутен владин представник и не се изгласал дневниот ред, бидејќи немало доволен број на пратеници од мнозинството, замислете. Ова само говори дека мнозинството целно и намерно го кочи ова собрание во носење на корисни закони, особено за земјоделците, а вината невешто ја префрла на опозицијата. И можеме тука колку сакаме да се надпреваруваме, но фактите говорат дека оваа власт не знае што со самата себе, а не пак со опозицијските пратеници или земјоделците. Оваа власт, заради информација повторно на македонската јавност, има мноштво на повлечени закони како за време на овој, така и за време на претходниот мандат. И тоа многу битен податок е и тој што најголемиот дел на повлечени закони се повлекуваа во завршна фаза, откако веќе направени трошоци за истите да стасаат дотаму докај што стасале. Оваа власт, почитувана македонска јавност, нема ниту идеја, ниту визија, ниту концепт за она што го работи. Единствено што знае само да импровизира и да експериментира во секоја област, па и во оваа. Конкретно, власта нема никакво оправдување за тоа што доцни со исплатата на субвенциите. Оправдувањето е во самата власт која, крадејќи од народот и од земјоделците, остана без пари за истите пари кои законски им следуваат. А сите ние многу добро знаеме што значи да се задоцни со исплата во време на двоцифрена инфлација и што во реалноста задоцнетата исплата на субвенциите ќе им значи на кутрите земјоделци. Вреди да се спомене и фактот што овој предлог на закон доаѓа од редовите на владеачките пратеници, што е сосема нелогично и невообичаено кога станува збор за вакви сериозни измени на закон. Вреди да се спомене и фактот што реално овие измени и дополнувања на законот ќе почнат да се применуваат дури во 2023 година. Вреди да се напомене и фактот што ова е веќе 26-та измена на основниот закон, така што земјоделците на вистина веќе не можат да се снаоѓаат во истиот, бидејќи се уште нема пречистен текст и покрај толку голем број на измени. Вреди да се спомене и фактот што моментално во собраниска процедура се наоѓаат уште 2 предлози на закони за изменување и дополнување, што значи дека само во оваа 2022 година би имало барем засега 3 измени на Законот за земјоделство и рурален развој. Па што е многу е, колеги од власта. Ја претеравте и надолго и на широко. 6-та година сте на власт. Токму денес ви започнува одбројувањето. Имате 3 измени на министерското место за земјоделие. Моментално се вративте на старо новиот министер за земјоделие, а после неговиот неуспех да се справи во борбата со корупцијата. Зошто? Бидејќи истиот застана на страната на корупцијата. Бидејќи жални сте, очајни во вашите кадровски решенија, но најмногу од вас очајуваат македонските земјоделци. И ова е можеби една од моите ретки дискусии на темата земјоделие, но навистина бев и сум испровоцирана од начинот на тоа како така лесно и ноншалантно пробувате ѓубрето да го префрлите во соседниот двор. Не ве бидува, не сте заинтересирани за работа, сакате само да манипулирате, профитирате. Премногу отидовте во вашата ароганција и неработа. Одовде назад враќање нема. Има само едно и единствено решение, а тоа се брзи и предвремени избори. И затоа на 18 јуни ВМРО ДПМН организира се народен митинг на кој ќе ви се каже дека ја претеравте и премногу забегавте. На тој митинг ова е добра можност да го повикаме и секој незадоволен и обесправен земјоделец во Република Македонија. На 18 јуни македонскиот земјоделец ќе ви каже дека задоцнивте со исплатата на субвенциите, задоцнивте со интервентниот фонд, задоцнивте со неговата заштита.
Претеравте и забегавте. Доволно е и премногу е.